сега имаме надолна ревизија на проектираниот раст, па така иако во релативна бројка оваа ревизија е мала за 0,2% поени и растот е 1,1% во 2026 година од претходно 1,3%, тоа значи сепак сериозен удар за Европската унија. Она што и вие го споменавте, например, германската економија, ревизијата е поголема во однос на овие 0,2% поени. Кај германската економија ревизијата е надолна за 0,3% поени, што значи дека германската економија се очекува да забави повеќе во однос на она што вкупната Европска унија ќе забави, и тоа е значајно. Зошто? Затоа што Европската унија е увозник на енергенси. Глобалните случувања, неповолни случувања на пазарот на енергенси ќе ја погодат Европската унија, тоа е едниот аспект. Вториот аспект, веќе се забележуваат сигнали на забавување на приватната потрошувачка, а тоа се неповолни сигнали за вкупните инвестициски намери за инвестирање, така што овие случувања од неколку аспекти ја погодуваат Европската унија.